Ајде сега продолжуваме со следните содржини. Долорес Атанасова Лори, писателка. Ке промовираме стихозбирка "Сега ти стануваш јас". Нашата колешка подготвена да ја вклучиме да евеа во живо, Ирена Пепелјуговска-Цветановски. Ирена, добро утро за тебе. Јас веќе ја најавив гостинката, исто така и темата. Мощна интересен наслов, морам да признам. И еве подетално ќе дознаеме низ вашиот разговор за што конкретно се работи. Добро утро и повели. Добро утро, Слободанка, до тебе. Добро утро, почитувани. Убава најава од тебе, Слободанка. Јас само овде ќе се надоврзам дека првото чајче, не кафенце, туку чајче, ова утро го пијам во преубаво друштво на нашата и ваша утринска гостинка Долорес Атанасова Лори. Поводот за разговорот со Лори е промоцијата на незината книга, која што носи навистина интересен наслов, гласи "Сега ти стануваш јас". Оваа книга ја доживеа својата промоција веќе минатата сабота во Младинскиот културен центар. Лори, добро ви утро. Добро ни дојдовте во Добро утро секој утро. Благодарам што ја прифативте нашата покана. Ние се договараме веќе од летото, уште во Охрид, кога имавте својата промоција на "Сега ти стануваш јас". Меѓутоа, еве сега е вистинското време по промоцијата во Скопје да ни кажете збор-два за самата книга. За почеток, како сте задоволни од промоцијата, вашите впечатоци и која е темата која што ја обработува книгата? Добро утро на сите. Благодарам за поканата. Да, ова се веќе неколку дена поминати од промоцијата која беше во саботата во Младинскиот културен центар. Впечатоците се веќе легнати, така? Така, сега можам да се вратам назад на таа вечер. Беше прекрасно, се чувствував исполнето и среќна што пораката на книгата успешно беше пренесена на сите љубители на поезијата. И за среќа ги имаме многу такви кај нас. Особено беше важно што на таа промоција беа две промоторки, Снежана Стојчевска и Ана Голешка-Джикова, кои просто ги воведоа луѓето внатре во книгата со своите прашања и јас со своите одговори. И за мене беше особено важно да можеме да им ја демистифицираме метафората во поезијата, да ги донесеме до она од каде почнува книгата, од каде почнува песната и така натаму. Споменавте да ја пренесеме пораката до публиката. Која е пораката која што ја пренесувате на вашата читачка публика преку оваа книга? Во принцип немам јас таква амбиција да пренесувам некаква порака, просто повеќе предпочитам да ги соочам луѓето со сопствените емоции, со несвесното во нив, со нашето обкружување. Но оваа книга конкретно и имаше порака. Таа просто се наметна сама од себе, бидејќи е реакција на она што ни се случуваше тие 2 години и повеќе за време на пандемијата, кога буквално бевме натерани да се оддалечиме еден од друг. И тоа даде просто многу време да се свртиме кон себе си. Затоа го носи насловот? Да, затоа е насловот "Сега ти стануваш јас", затоа што повикува на тоа да погледнеме и кон другиот, да го разбереме другиот. Оти за мене постои една девиза по која јас се водам, а тоа е дека никогаш не треба да го правиш на другиот она што не сакаш тебе да ти го направат. И тоа се наметна низ целата книга. И е патување, влегување во ликови кои јас ги замислувам, меѓутоа и во дел од себе, пред се оној дел на кој не се сеќаваме од многу раното детство, кои ни го раскажуваат всушност, а немаме сеќавање за тоа. Па си замислував како сум била јас на 9 месеци во утробата на мајка ми, на 5 години и така натаму. Епа, навистина интересна порака. Тоа е оваа книга "Сега ти стануваш јас". Додека зборуваме понатаму и за останатите книги кои што ги имате напишано, само да кажеме за вашата публика, кој покрај вас, кои се останатите луѓе кои што работеа на оваа книга и каде може да се најде? Да, уредник на книгата е Билјана Црвенковска, изданието е "На чудна шума". Хари Дудески се погреши за корицата, Кире Галевски исто така учествуваше во реализација на идејата како да добиеме корица во која ќе може да се огледате. Ова е ваша пета книга, "Сега ти стануваш јас".
и ги имате вие тука, ги донесовте сите книги, еве може да ги видат и нашите гледачи. Дали сега ти стануваш јас е продолжение на претходните 4 или е нешто сосема ново? Обично влегуваме ние кога пишуваме, или јас, ајде да не зборувам за сите, влегувам во некој циклус на пишување, завршува циклусот, ги собирам и тука се опфатени различни теми. Во она јас што го пишувам, мојата поетика ја карактеризираат слободниот стих за секојдневните работи, времето, сеќавањето, љубовта, смртта, живот напросто. Ако треба да се зборува за некое продолжение, тоа го кажав и на промоцијата, сега ти стануваш јас, е на некој начин продолжение на 4-та книга на Кефатит Бран. Тие се двете напишани во пандемијата. Знаете, јас сакам да пишувам ангажирана поезија, каде ќе критикувам, ќе го будам женското прашање, ќе зборувам за, не знам, владата, ќе зборувам за лицемерието на општеството во кое живееме. И така почна Кефатит Бран, за после тоа некаде на самиот почеток од тој циклус на песни да се прекрши нешто во мене. Просто не можев да се свртам нанадвор. И тука беше патувањето навнатре, кон себе си, вадење на некои многу скриени, замаскирани чувства. Кефатит Бран, кажавте. Ова сега ќе го искористам за следното прашање. Вие имате интересна биографија, вие сте родена во Германија. Оттаму е ова преубаво име и ретко име Долорес, предпоставувам. Живеете во Скопје, професорка сте по англиски јазик, меѓутоа сте по потекло и сте охриѓанка, затоа и се вика таа 4-та книга Кефатит Бран, предпоставувам малку и похридски, така? Да, Кефатит Бран. Да, тоа е една многу убава реченица која ја користат охријани, често го гледаат езерото и го познаваат езерото и ќе се загледаат на хоризонтот и обавезно ќе чуете некој како вика, Кефатит Бран. Јута тој бран која ќе фати, носи промена, нели, секој бран е прогрес, нешто ќе повлече, нешто ќе донесе и така настана и таа книга. Лори, би сакала пред самиот крај да ги споменеме и наградите. Добитник сте на повеќе награди. И што е она следно, што следи по сега ти стануваш јас? 2019 ја добив Тодор Чаловски наградата. Така беше и овозможено издавањето на Кефатит Бран. Тоа е наградата. Особено, што особено ме израдува, навистина. Од другите награди, ете, можеби нешто значајно за мене, тоа беше навистина значајно за мене, што бев одбрана во тие 5 финалисти за наградата Браќа Миладиновци во 2020-та. Посекуваме, Лори, уште многу награди. Јас, дали ќе може нешто сосема накусо едно 10 секунди за нашите гледачи, еве да проследат дел од вашата поезија и така ќе се одјавиме од ова наше прво линковско вклучување. Сосема нешто накусо? Да, нешто многу накусо и да го означиме времето во кое живееме. Ова не е време на идоли. Ова е време на херои без име. Ова е време кога ги учиме сите имиња на болката и се едно е дали си поет, скот, војник или бог. Ова е време кога полесно е да си црв. Нема што да изгубиш. Ни памет, ни кој знае колку крв. Одлична порака. Слободанка, ние се одјавуваме од ова прво наше линковско вклучување овде од центарот на Скопје. Ако имаш некое прашање за нашата гостинка, ако не, се гледаме за многу брзо. Ирина, немам прашање, но ќе искоментирам и ќе ја поздравиш уште еднаш Долорес од мене, дека има прекрасен, милозвучен глас, дека е една прекрасна дама и со внимание ја слушав и сакам да ја имам незината поезија и сето она што она го пишува да го прочитам и јас и да уживам во незините зборови и стихозборки.